Колку деца може да скокаат на трамполина пред да се скрши? Во ова видео ќе научиме за различните промени што ги предизвикуваат силите. Што е всушност сила? Сила е туркање или влечење во дадена насока. Секогаш кога туркаш или влечеш некое тело, употребуваш сила врз него. Силите со кои действуваш може да предизвикаат три различни промени. Прво, тие може да го променат обликот на некое тело. Второ, може да ја променат големината на брзината на некое тело. Трето, силата може да ја промени насоката на движење на некое тело. Доколку под дејствот на силата се менуваат и големината на брзината и насоката на движење на телото, тоа значи дека доаѓа до промена на брзината. Ова се случува бидејќи брзината е векторска величина што ги вклучува големината на брзината и насоката на движење. Обликот на едно тело може да се промени на различни начини. Телата може да бидат растегнати, свиткани или збиени. Кога ќе се промени формата на некое тело, велиме дека тоа се деформирало. Има два вида на деформации. При еластична деформација, телото се враќа во оригиналната форма кога ќе престане дејството на силата. Кога деформацијата е пластична, телото ја губи оригиналната форма кога ќе престане дејството на силата. На овој график е прикажана релацијата сила-растегнување во случај на деформација. Деформацијата на телата е еластична се додека не се достигне границата на еластичност. Кога ќе се надмине еластичната граница, деформацијата на телата е пластична. Кога ќе истегнеш еластична лента и таа потоа ќе се врати во првобитната положба, се работи за еластична деформација. Но доколку лентата ја истегнеш премногу, таа нема да се врати во првобитната форма, туку ќе остане растегната. Ова се случува бидејќи се надминува еластичната граница на лентата и се случува пластична деформација. Доколку продолжиме да ја истегнуваме, лентата ќе се скине. Тоа е точката на кинење. Може да видиме што е еластична граница доколку постепено обесуваме повеќе тежина на пружина, се додека пружината нема да може да се врати во првобитната положба. Значи, колку деца може да скокаат на трамполина пред да се скрши? Тоа зависи од границата на еластичност на трамполината, но немој да го пробуваш ова дома. Никогаш. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.